Струмица, Доиран и Валандово аплицирале на јавниот оглас што го распиша Министерството за труд и социјална политика. Од таму во писмена информација за ТВ канал Ви се велат дека огласот бил за финансирање на проекти за изградба, доградба, адаптација и опремување објекти за проширување на капацитетите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст со средства од буџетот на Министерството за 2018 година. Од Министерството велат дека општина Гевгелија и Радовиш не аплицирале на огласот. Во тек е евалуација на поднесените апликации од страна на комисијата, а по завршувањето на процесот на рангирање апликантите ќе добијат известувања. Во однос на вработувањата, Министерството веќе прави детална анализа на секоја установа поединечно, што ќе резултира со трајно решавање на проблемот со кадровската екипираност во детските градинки, стои во писмената информација. Министерката Мила Царовска во излагањето на буџетот за 2018 година рече дека најголемо зголемување има кај ставката на детска заштита. Најголемо покачување имаме во ставките за детска заштита. Со оглед на тоа што ја констатиравме катастрофалната состојба во заштитата на деца во Република Македонија, во 2018 се фокусираме на подобрување на опфатот на деца и подобрување на капацитетите, и просторни и кадровски. Токму затоа предвидуваме 1 милиарда 578 милиони 290 илјади денари. И тука влегуваат блок дотациите до локалните самоуправи. Со ова се предвидени 200 нови вработувања, 5% зголемување на платите кај воспитувачите и негователите во градинките од октомври 2018 година, исто така дополнителни средства за материјални трошоци и функционирање на градинките како што треба согласно стандарди колку што може да обештетиме во 2018 година. Важно е да се напомене дека токму со овој буџет ние подобруваме квалитет на сместување на 30.000 деца и секако подобар ран детски развој, подобар старт во училиште за сите овие деца кои што се опфатени во градинките во Република Македонија. Дополнително, заради тоа што владина определба е зголемување на капацитетите во градинките, но и опфатот на деца, ние предвидуваме дополнителни 58 милиони денари за нови капацитети. Всушност имаме тука изградба и опремување на детски градинки и објекти од социјална заштита. Во Струмица неодамна почна прибирањето податоци за изработка документи за адаптација на постоечки општински објекти во детски градинки во Куклиш и во Муртино, во кои треба да бидат прифатени 70 на деца. Дел од средствата за реализација на проектот ќе се обезбедат од компонентата инвестициски грантови од ИПА од страна на Европската унија преку Министерството за труд и социјална политика за проектот за подобрување на општинските услуги. Останатиот дел од средствата за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст во руралните населени места Куклиш и Муртино ќе ги обезбеди општина Струмица од локалниот буџет.